Добре дојде во студио за моите гости. Саша Богдановиќ, градоначалник на Центар, Скопје. И како сте представени вие кога ја добивате престижната награда Голдман? Вие сте заслужен херој на денешнината за животната средина, борец, херој на животната средина, Ана Чоловиќ-Лешовска, извршен директор на Екосвез. Ви благодарам двајцата што дојдовте. Се познавате ли двајцата? Соработувате ли? Не, сме се виделе, да. Но сега веќе ќе може, предпоставувам, да почне да соработувате, го знаете незиниот бекграунд, портфолио. Добивте награда всушност за што? Ги имам тука деталите, но кажете, што стопиравте всушност, што сторивте за оваа наградата држава? беше за успешното стопирање на финансирањето за 2 хидроелектрани кои беа планирани во Националниот парк Маврово и со тоа на некој начин спасувањето на хабитатот или на живеалиштето на критично загрозениот балкански рис. И посебно наградата беше заради модалитетот кој го употребив јас на ниво на меѓународната заедница и жалбите кои беа упатени во меѓународната сфера за целата кампања. Вреди со ваков човек, господја Чоловиќ, да се работи, да се консултира, да имате соработка во сферата на животната средина. Вие имате веќе дадено проект до општина Центар. Зашто станува збор, па после Богдановиќ ќе се вклучи и ќе каже. Да, имаме и соработка, ние сме соработувале постојано со општина Центар, директно, индиректно. Не можам да кажам дека сме имале затворена врата, апсолутно не е прашањето тоа. Значи независно не само од овој градоначалник, со сите сме имале отворена соработка и сега и со градоначалникот на Скопје. Имаме моментално општина Центар ни е како поддржувач на еден проект за зелена економија, на пример, еве можам да кажам дека има во тој дел една соработка, а инаку во конкретниот проект тогаш не успеавме да добиеме финансиски средства за такво нешто. Имавме една иницијатива која беше усвоена од вработените во општина Центар кои работат на тема животна средина и локален економски развој, да работиме заедно на изготвување на една долгорочна стратегија и насока како општина Центар ќе се трансформира во климатски отпорна општина, што значи како ќе ја намали потрошувачката на вода, трошоците за зеленило и за одржување на зеленилото и генерално придонес кон намалување на ефектите од климатските промени. За жал, финансирање, како што кажав, не добивме, но тоа како идеја останува и наша заложба исто така останува. Мислам дека е возможно да се направи, бидејќи општина Центар треба долгорочно да размислува како ќе си ги намали трошоците, а како ќе има пак зелени површини кои не мора многу да ги одржува, а пак си ја вршат функцијата, бидејќи постојат такви растенија кои може да се посадат. Ама тоа е долг процес, значи треба да се решиме дека тоа ќе го правиме, зашто нашата општина, јас исто живеам во општина Центар, е под влијание на климатски на ефектите од климатските промени, топлотните бранови во лето, знаеме дека не се оди по улица и тоа е нешто на што треба заедно да работиме. Да, ајде сега Богдановиќ да го слушнеме, што правите вие? Која е вашата стратегија за климатските промени која Чоловиќ ја спомена? Добро, благодарам прво на поканата. Благодарам што дојдовте на двајцата. Ние до сега во делот како што ја наследивме општината, веќе одредени работи беа предвидени, односно од предходната предходната програма, нешто што ни беше наследено, требаше нормално да го довршиме и веќе од минатата година и оваа година веќе почнавме да имаме можност да креираме сопствени политики, односно да ги спроведуваме. Ние имавме одредени затекнати активности пред завршување на поголеми капитални проекти и навистина одвоивме средства, но што јас искрено не сум задоволен, бидејќи од една страна покренавме еден процес за запирање на градбите, кој што се 80% основ за финансирање на општината, од друга страна си имате тековни трошоци кои што сакале неќите мора да ги финансирате, а се покривате највеќе од комунали. Но благодарение на тимот со кој што работам, успеавме преку други начини да ги покриеме сите наши обврски. Сега сме добри и веќе спремни за наредна година поозбилно и посериозно да навлеземе во поголеми проекти, па дури и стратегии, како што ги кажа. Наредната година има доволно време. И средства. Бидејќи што и да збориме, знаеме дека убава идејата, на крајот треба и за одредена реализација да се одредат средства. Ние имавме предвидено
средства за поседување на зеленила, обновување и одржување на истите, кои што дел бевме од нашите средства, односно таму каде што имаме, дел беа со градот Скопје. Потоа почнавме со една постапка каде што сите градинки, училишта, што се под наша ингеренција, да ги обезбедуваме со прочистувачи на воздух, сите градинки веќе се покриени, сега почнуваме и со школите, се надевам дека до крајот на оваа година и почетокот на идната, барем тој простор каде што децата го поминуваат најголем дел од денот, да бидат покриени со такви прочистувачи и веќе почнавме во сите оние објекти, дали реконструкции се, да користиме материјали каде што има одреден дел за заштита од влијание на било какви честички и така натака. Продолжуваме со кампањата за субвенционирање на користење на велосипеди. Многу позначително работиме на инфраструктура за користење на велосипеди и ограничување на движење на возила. Но тој процес не се носи со една одлука или со еден чекор, него тој е континуиран. Значи треба да го промените планот, па потоа треба да го промените регулацијски. Треба ли премногу време? Ајде да ја вклучиме Чулович, треба ли премногу време за кое говори Богдановиќ? Во принцип, ја пошто не доаѓам од администрација и не ни знам колку време реално треба за да се промени еден дупа. Јас учествував, да речеме, во целиот процес на промена и измена на дупот во кварталот јас каде што живеам. Но морам да кажам дека има делови во центар кои не се променети со години. Од аспект, например, ако го посочам Дебар Мало, таму буквално го кажуваме на светот, ама и на себе, дека колите ни се примарни, автомобилите се примарни. Во сообраќај и во бетон, а ние не сме таму. главни, значи тротоарите се за граѓаните и улиците се за граѓаните, не се за колите. Јас, да речеме, Орце Николов би ја решила многу едноставно за паралелно паркирање, а тротоарите би ги ослободила за... Ајде нека одговори веднаш, Да. нека реплицира. Значи, за Орце Николов, тоа ни е еден од, да кажам, Од не кога само... го најавувате Да, тој го најавивме. Еве сега ќе ви кажам од прилика, мислам дека со градоначалникот Шилегов, бидејќи они дел нели има организирано паркирање и рековме дека тоа скроз ќе го отстранеме, ќе биде резидентен со надолжно паркирање, каде што ќе се намали бројот на паркинзи, но ќе биде само за луѓето кои што живеат, бидејќи во тој дел на улицата се згради кои што се над 40-50 години немаат решено паркирање во собствена парцела. И со тоа ќе зголемиме простор за пешаци и нормално велосипедска патека. Тој проект го презентиравме, каде што има и елементи за успорување на сообраќајот. Добро, кога може да се види тој проект? Проектот ние веќе го имавме изложено, беше отворен за давање Реализиран. предлози. Реализиран. Јас Тоа се надевам мислам. дека од март 2020 година веќе ќе почне, ќе оди во 3 фази заради да не го закочуваме сообраќајот и во текот на наредната година не само тој, уште други 2 улици, Ѓуро Ѓаковиќ и уште една улица која што чекаме да видиме со градот ако е договорено. Димитрije Чуповски нели се најавуваше на кај рекорд и најклучната улица дека би таа можела е да под се градот. Таа е затвори. под градот. да. Па тука е проблемот што општина центар реално не може да направи измени затоа што сите оние делници кои се под град Скопје, дури и зеленилото кое е покрај булеварите е под град Скопје. Се едно. И Да, се- не, да, има комуницирате. прави Кажате со основи, синдикат тоа дека- што значи, на пример, факт е дека одредена неколку метри од самиот булевар или од самата главна улица, пошто нели се категоризирани кои се градски, кои се општински, може со меѓуопштинска соработка, тоа е да ни ги пренесат ингеренциите или пак ние на Да. нив. Така да веќе почнавме во тој дел, ние веќе 5 зелени површини ги отстапивме на градот, бидејќи он има одреден концепт кој што нас не се допаѓаше и тоа го направија. Истото е на пример сега за дел од КЕО-от. Значи дел припаѓа на градот, дел треба да контролира општината за да не да го направиме унифициран, рековме градот нека ја спроведе целата работа со тоа што ни го кажа што сакаат да го направат, ни е нешто што го прифаќаме. Така да има начини, на тоа што го кажа мојот соговорник е дека администрацијата, тие процедури нешто не е менувано. Значи ние немаме менувано сообраќајен режим во Дебар Мало, ќе земам 20-30 години. Мислам, тоа е смешно и срамотно. Ако идеме на таа политика каде што ќе ги тргаме колите од тротоарот, ќе ограничуваме паркирањето, вие може да донесете одлуки да испозабраните секаде, но мора да е на терен нешто да смените. Кажам само еден пример, ако се сеќавате Карши Тифани, што го со град Скопје што се правеше се ослободуваа тие тротоари, знаете дека имаше диво паркирани возила кои што со години луѓето реагираат, таа реконструкција
каде што се ставаше подводен систем за наводнување, се вадеа сите уништен асфалт и така натака, за да се направи само таа, па траеше скоро 6 до 7 месеци. Тука не е добавноста. Знам колку време траеше. И потоа сега се продолжува во тој дел, но не е само вие да ги отстраните возилата, него треба да им се најдете сепак исто да место, ако се станари. Па после нели излезе дека ние го зголемивме паркингот, ако имаше, не знам дали се ќавате, баш во тој дел 250 денара ставивме цена. Е зголемена цената. Пак фактот со паркингот, затоа што јас не возам кола, ама поседуваме, моето семејство поседува кола. Тој паркинг секогаш е полн. Значи без разлика колку ја кревате цената, таму 1000 денари мислам да ставите. 250 денара е. Значи мислам дека најска паркинг во Европа. Таму се поделени огромен број на картички и со тие картички влегуваат. Јас таму мислам се обидуваме да паркирам и дома не може да се дојдеме. Почна да се намалува, тоа го приметувам бидејќи имаме бројач на паркирани возила и навистина почна да се намалува. Но веројатно треба да има и ама нема означување. За... Значи може има бројач, ама нема означување ти паркираме на улица, тоа што го зборевме, колку трае целата процедура. Значи отстранувањето земало 6-7 месеци. Носење одлука за покачување на паркинг. Сега ние до година ни ставено во програма реконструкција. При трома е бирократијата. Не е толку него 20 години не е превземано ништо. Јако? И сега, например, ние до година, кога ќе го реконструираме паркингот, па таму ќе ставите сензори, ќе ставите само да биде за жители паркирање, ќе се знае која регистрација. Тоа не ги интересира граѓаните и жителите, знаете и сами, тоа се гласачи всушност кои ќе ви го покажат добрата волја на избори и тие бараат побрзи решенија околу загадувањето. Чолович спомена и Богдановиќ. Кои се решенијата во фактот што се гушиме во бетон, споменавме веќе, без зеленило, воопшто не гледаме дека се насадуваат дрвја, говориме и за центар, и за генерално за Скопје. Да, добро, сега која гледаме е многу локализирано работата во однос на центар, немаме некоја поголема индустрија, ама знаете како, аерозагадување не е нешто што можеме да го зборуваме волку локализирано, значи да се ограничиме само на центар, но тоа што може да го искоментирам, жителите во центар, во Карпош. Тоа што можам да го искоментираме дека во центар се уште постојат домаќинства кои се граат на јаглен. И ова е таа конекција помеѓу климатските промени што сакаме да го дискутираме и аерозагадувањето. И има некаде на територија на Скопје се 700 домаќинства, во територија на центар не знам точно која е бројката, ама не верувам дека е повеќе од 100. Помалку се околу 80. Ете така, дали се максимум 100. Значи тие домаќинства треба директно да се таргетираат бидејќи не само што ги загадуваат сите околу себе, туку и себе си прават проблем на здравјето. Да. Тие треба директно да се таргетираат. Јас знам дека општината имаше повеќе повици за замена на печките за согорување од јаглен дрва на пелети. Ние тоа не го оценивме како позитивна мерка од причини што Светската здравствена организација многу јасно посочува дека печките за пелети нема да придонесат кон намалување на PM частичките во воздухот, особено поради тоа што во Македонија немаме се уште поминат процес на сертификација на производителите на пелети и ние не знаеме што гориме. Министерството за економија беа задолжени да ги сертифицираат, ама тоа не е завршено. И за ние отидовме 2 чекори напред, субвенциониравме печки на пелети. Пак домаќинствата кои се греат на јаглен едноставно не се одлучуваат на тој чекор од X причини. Мислам дека таму од социјалната компонента, значи од социјален аспект, бидејќи тие може да се енергетски сиромашни семејства, треба посебно да им се пристапи директно на нив. И сега комбинацијата со климатските промени, енергетска ефикасност, имаме исто куќи кои не се со фасади, значи во тие куќи не може да субвенционираме ни печки, ни инвертори, ако не им дадеме енергетска ефикасност за таа топлина да не ја губат. Од утре заутре општината ќе биде крива што давала субвенции за инвертер, пример, и залудно се потрошени, парите, тие ќе плаќаат многу за струја, па нема да се греат и ќе си ја вратат печката после неколку години. Сообраќајот го спомнавме како една конкретна мерка, значи во Скопје генерално проблемот е што ние тоа е првото нешто што го осеќаме кога ги излеземе на улица. Че ги вдишуваме азотните оксиди, сулфурот и частиците од дизелот. И ние сега зборуваме за затварање на рекорд, ама во исто време излегува градоначалникот на Скопје вели ќе ја ширам да ме Груев.
Значи јас суштински не се согласувам со тоа дека улиците треба да се шират. Тоа мислам дека таа ера заврши и дека ние треба да зборуваме за стеснување на сообраќајот во центарот, бидејќи оневозможување. Ова со паркингот е еден чекор. Овозможување патеки всушност за велосипеди. За пешачење и за велосипеди. Скопје е малечко, значи повеќе од пола од обраќањата во градот се помалку од 3 километри. Што значи дека и пешки или со навиката за пешки точак, одење. Ете така. И тоа го повторуваме цело време дека навистина треба да се посвети внимание на велосипедизмот. Скопје е равно, многу е лесно да се вози и не сме Сан Франциско, така? Туку и пешачењето кое јас исклучиво пешачам, затоа што сметам дека што треба да покажам пример како треба, нашите градоначалници треба да покажат пример дека може со точак, пешки, зашто тука сме, сите институции се нели тука. Ама треба да се направи, мислам, по интензивен напор и има такви интересни решенија како може да се стимулираат луѓето да пешачат и да возат велосипед. Без разлика колку е загадено. Треба да пешачат. Треба да пешачат затоа што загадувањето ги афектира и оние кои се во колата, исто така, затоа што ако не превземете посебни мерки да се заштитите во колата, исто така сте под влијание на загадувањето и тоа многу поголемо, зашто концентрацијата е многу поголема во автомобилот. Ако сте надвор, во случај ако имате респираторен проблем, може да користите маска. Светската здравствена организација на моје многу големо изненадување рече маските се комплетно непотребни за возрастни здрави луѓе и јас реков чекајте како тоа непотребни да се заштитиме, вика не, ние имаме природен механизам имунитет да го исфрламе тоа од телото. Но треба да внимаваме да си одиме на планина, да излегуваме надвор, да ги прочистиме белите дробови, затоа што така ќе си го заштитиме здравјето. Ранливите категории, стари лица, бремени жени, деца, се веќе друга работа и хронично болни, тие се веќе друга категорија, за нив посебно треба да има мерки и маски и така натаму. Ајде Богдановиќ сега. Кажете, прво одите ли пешки, она што ве прашав? Живеете во Капиштец, се уште. Добро. Најчесто се движам пешки, нормално и некојаш заради временските. Да, на работа ми обично ми седи, тука кога треба го користам. Нормално сега ако е нешто итно, ќе земам да ме пренесе некој, но најчесто семјето тука. Но гравитирате во центар, каде и да ве пренесат, ќе ве пренесат на 20 метри негде. Да, не дека се нешто било каде да треба да дали во министерство, се вие на 10 минути, така да повеќе ќе изгубите време со кола додека излезете да се најдете паркинг и така натака. Ова што го кажуваме, затоа неколку работи треба да се случуваат. Ако вие го дестимулирате паркирањето, бидејќи не можете вие законски да го ограничите некој дали ќе се движи со едно со друго, но ако го дестимулирате, односно му направите малце повисоки цени, или го забраните во одредени места, го направите само за жители, што е наша практика сега во периодот кој што ни предстои, ма тоа е процес, пак ќе кажам, кој што ќе трае. Тогаш луѓето ќе видат дека поисплатливо или да користат јавен превоз или да го користат. А од друга страна е проблематичен. Али од друга страна пак го стимулирате користењето на велосипеди, даваме субвенции. Ние секоја година отприлика околу сега имаше 500 тротинети и 500 велосипеди кои што сме ги субвенционирале. Значи, 1000 граѓани. Кога е следната? Секоја година имаме, значи 6 години поред. Значи, ако земеме таа бројка... Сега заврши, тоа е моето прашање. Сега заврши и наредната година. Со тоа што и градот Скопје веќе почна, така да очекуваме тие бројки, ајде да кажам за некои 3-4 години, скоро таа секоја семејство да биде субвенционирано на некој начин. Така да има и други работи кои што ќе следат и мислам дека полека помладите генерации полека учат и гледам дека се повеќе и повеќе користат. Треба време да помине, но паралелно како што ќе го субвенционираме користењето на алтернативен превоз, дали е велосипеди или тротинети, од друга страна поригорозни ќе стануваме со казнување или ценовна политика за паркирање. И воедно тоа што го кажа, намалување на сообраќајниците, каде што нема да може брзо да се движите или нема да може... Но ќе се прошируваат, што спомена Чолович. Ама тоа ќе се прошируваат за сметка, за сметка, за тоа што па од една страна па целиот булевар ќе биде ставен како пешачка зона, освен за автобуси. Така да
Кога ќе погледнат од една страна За Даме Груев зборувате, не не, зборувате Даме за Груев зборам за пред собрание и пред од Палома Бјанка. Да, ама ширењето на улиците во центарот е многу политика која стимулира, која вели можам јас да поминам овде, таму ќе биде колку и да ја расшириме Даме Груев, таму секогаш ќе биде метеж. Ама и да не ја расшириме повторно ќе Ама ако не ја расшириме, луѓето ќе бидат свесни дека таму нема бргу да поминат и ќе одат одоколу. Значи мора И ќе бидат принудени да ќе бидат пешки, принудени или со автобус. Знаете како, сега, например, за во тој дел треба да користиме и сообраќајни инженери кои од прилика прават одредени мерења и кажуваат. Значи, ако сообраќајниот инженер може да измери да каже дека нема потреба од ширење, не би дал таков Ај подобно. сега еден го коментар немаат ли за сообраќајните последниот збор? инженери, затоа Добро. што Климент Охридски ја проширивме со помош на сообраќајните инженери и што направивме? Ништо. Значи имаме сега велосипедска патека, повторно стеснување на улиците и првата лента таму нонстоп се паркира некој. Значи ние можевме комотно да го задржиме зелениот појас во средина и да реорганизираме велосипедски патеки во центар, сообраќајницата да си остане на местото каде што си беше. Сакам да кажам, пак се враќаме назад на она што го имавме Вака порано, ама заради сообраќајните инженери кои морам да кажам дека не се во линија на најновите трендови. Трендот вели мора да ги ограничите колите и да прогласите car free, како се вика, центри слободни од автомобили. Јас би го затворила целиот мал ринг, затоа што нема поента на движење на коли. Јас би навлегол сега, еве ние имаме сообраќајни инженер кој што размислува, ајде да кажам, на тој принцип намалување на возила, ослободување простор за повеќе велосипеди и пешаци. Ја не верувам ни дека во градот Скопје, каде што се надлежни, немат луѓе кои што размислуваат така, но сепак главната политика има човекот кој што предводел или општината или градот. Значи ние на пример во плановите кои што ги работиме, нашата перцепција е дека сите државни целото државно земјиште треба да го ослободиме или за парк, или за игралиште, или за некоја установа која што е во корист на општината, дали за зголемување на капацитетот од одредено Парк училиште. ќе ви тревни површини ќе ви каже и Така. Чолович дека не се во тренд. И Така, Кај нас. се кај нас дрвјата се всушност оние кои се важни, нека се нека продолжи. еве на пример еден од нашата политика е дека треба да имат да го практикуваме, односно затоа и го донесовме мораториумот, за да можеме да во новите планови кои што ќе бидат ревидирани биде вградено новата законска одредба, тоа е 20% зеленило. И имаат дополнителни ограничувања. Така да со самото тоа вие намалувате, кратите од некаде, ама давате простор за да има одредено зелено катче во самата таа парцела, без разлика дали е приватна и државна. Инаку стратегијата ни е сите државни земјишта каде што били уцртани хотели или не знам, одредени други градби, и тргаме бидејќи немаме таков интерес да се гради од наша страна, ниту имаме потреба. Мислам дека доволно и дури премногу е изградено. И на тоа место се уцртуваат дали нешто спортско-рекреативни центри или пак зелено. Таков пример не беше планот кој што го донесовме Мирча Мацан кај Олимписки базен, каде што од хотел од 6 ката беше избришан и уцртано паркче со велосипедски патеки. Да. Мислам, и тој тренд ќе продолжи понатака. Така да, ама тој процес гледате, еве, скоро 2 години, 3 плана се, сега доаѓаме уште до 2 плана. Значи ние гледаме колку што може повеќе во рамките на правилниците, законите ги намалиме, а повеќе додадеме зеленило, бидејќи и самото зеленило кое што треба да се предвиди, без разлика дали е на тротоар, дали е на покрај булевар или сервисна или стамбена улица или во двор, повторно треба да биде воцртано во деталниот урбанистички план. Добро, предвидувањата се дека за 20-30 години ги знаете, особено вие, дека нема да има доволно храна, нема да има вода, тие затоа ги споменав тревните површини на кои ќе им треба многу вода, всушност се потребни дрвја, садење на дрвја и алтернативни всушност извори за водоснабдување, за енергија, екосистеми и така натаму. Кои се вашите проекти кои би можеле вие да ги понудите и Центар и Скопје и за Македонија генерално? Имавме ние состаноци со општина Центар конкретно баш на оваа тема и дискутиравме за тоа дека можеби треба самата општина, бидејќи има право на такво нешто, да си донесе политика со која секој нов инвеститор кој доаѓа на територија на општина Центар дека мора, еве како ова што го спомнувате согласно законот за зелено, ама дека мора да вложи дополнително во соларни кровови или кровови од зеленило, значи зелени кровови.
И сега од општината велеа ова законски не можеме ние да го истераме, ама јас не мислам дека е прашање на закон, мислам дека е прашање на волја. Дека едноставно тоа е некаков придонес на инвеститорите да влезат со некакви позитивни зелени проекти. Дополнително на тоа мислам дека општината, како што разбирам јас, општина Центар е една од најбогатите општини согласно во државата по жител. Дополнително на тоа мислам дека во општина Центар треба да се измени даночната политика. Имавме ние една работилница со урбанисти и архитекти каде што јасно сите кажуваат дека во централните општини мора да ги кренеме данокот на имот. За да не биде зависна општината од такви градежни активности, така, бидејќи централното градско подрачје треба да е стабилно, треба да ги има високите стандарди и не дека тоа не треба да биде насекаде, ама централното заради тоа што обслужува институции и така натаму, мора да има повисоки стандарди, а тој поскапо значи дека е живеењето во таа општина. Како и секаде. Како и секаде, во Центар е скапо да се живее. Данокот ти е висок, ако не ти се допаѓа, можеш да се иселиш. Не е ова фашизам, ама е едноставно да знаеш дека тоа што го плаќаш, дека парите твои се користат за јавното твое добро, дека ќе имаш тротоар кога ќе излезеш, дека ќе има зеленило и дека контейнерот некој ќе ти го испразни. Сега тоа беше еден од заклучоците на оваа соработка која имавме со урбанисти и мислам дека треба да се земе предвид, бидејќи пари треба да се вложат во животна средина, особено во Центар кој е така осакатена како општина со премногу градби. Имаше градот Скопје исто една иницијатива за разгледување на можноста каде се може да се насади зелено, дури и вертикално. Значи не мора да биде само хоризонтално, бидејќи немаме простор, па така има фасади кои исто така можат да се да кажам оплеменат со зеленило. Значи за соларните кровови исто морам да кажам дека е нешто што треба да се стимулира од инвеститорите, а законот за зеленило сметам дека треба да се подобри од аспект што има таму одредени, да кажам, нејасноти, дека ако тој не може да ги исполни барањата да го насади зеленилото во округот на својата парцела, треба да најде на друго место и тука веќе се разводнува целата работа. Така што генерално сакам да дадам еден коментар дека видно е дека политиката е променета. Тоа не може да го игнорираме, нели? Значи видно е, излегуваш на улици, јасно ти е дека нека поинакви се ставовите за урбаниот простор и за јавниот простор, тоа е многу позитивно. И ги прифаќаат од невладините сите предпоставки. Да. Генерално Совети, има сугестии, позитивна решенија. Да. Има позитивна, Богдановиќ, атмосфера. околу алтернативните решенија за кои говореше и Да, Чоловиќ. ние тоа што го кажа Чоловиќ е дека треба да предвидуваме, да, точно дека може да има одредени законски пречки, посебно во приватни парцели, но има и законски можности да го ограничите. Ние веќе тоа го направивме, бидејќи старите детални планови немале предвидено, ние затоа ги стопиравме за да направиме нови каде што ќе има предвидено 20%, односно новиот закон за урбано зеленило и сега спремаме таква одлука каде што и сакаме да зголемиме дел од процентот, но и да ги натераме. Дел од некој кој што би менувал нешто во својата парцела, а тоа е дека ако сака нешто да направи, ќе мора да го испочитува тој услов, да не биде така да многу повеќе се веќе ригорозни парцелите, од делот на организирање на паркирање, да не ни се случува тоа што ни се случувало, не знам, експерименти, наводно ќе решаваат со одредени системи, не го прифаќаме тоа. Односно сега веќе јасно е дефинирано посебно, не во општите услови, него во посебните услови, во секој план, затоа и не ни оди толку брзо, бидејќи стварно сакаме за секоја парцела да најдеме соодветни услови кои што ќе кажеме еве зошто што е тоа што ние сме го подобриле. Планот кој ќе го гледате сега, но морате да одите на микролокациите секој една по една. Така да тоа што го кажа веќе се гледаат резултатите после година и пол, но проблемот е што ние од претходно не наследивме ни проекти, ни планови, ништо, па сега се правиме фактички не од нула, од минус. И добро е што успевавме сето тоа да го изменаџираме, бидејќи вие да запрете градби, да немате приходи од комунали, значи дека се затварате славината од каде 80% ги црпите средствата. Ме радува фактот што прво владата донесе еден закон кој што реално го гледаме од политички аспект е на штета на градоначалниците, тоа е дека не смееме да трошиме повеќе од што сме заработено, сме имале приходи. Односно тоа што се случува во Карпош, Охрид, каде што општините се заглавени, не можат да се одглават и не можат ни да зборат за било какви некои политики од прости причини затоа што едва искрпат за плати.
не ни го донесоа тој закон и малце да бидеме подисциплинирани, да не се расфрламе со глупости, него навистина трошиме на тоа што треба. Втора работа за таа политика каде што би се зголемувале одредени давачки, тоа веќе е планирано, ќе се оди постепено, каде што начелно даде согласност и другите општини, нормално зависно од тоа во која општина живееш, нормално за различен е и данокот, комуналиите и така натака, но ме радува и фактот што веќе ќе се пристапува и до ние други фази на децентрализација, каде што поголем процент од персоналниот данок, останатите давачки кои што се плаќаат према државата ќе се пренасочат во општината, но и ќе добиеме повеќе ингеренции, така да целосно... Да, и општината веројатно ќе ги пренасочи парите во вистинските сектори, како што екологија, спорт и спортот е важен. Замислете да ни се зголеми ставката, например, ние на некаде 2% ни се зголеми на 5, фактички тоа е зголемување с повеќе од пола, односно дупло зголемување, така да ние одма имаме повеќе средства да најмеме повеќе, не знам, комунални редари кои што ќе казнуваат, имаме можност да вработиме повеќе луѓе што ќе чистат. Нема да биде 5 милиона, ќе биде 10 милиона за зеленило. Може да субвенционирате поставување на сончеви колектори или фотоволтаици кои што произведуваат и струја и топла вода, така да ги замените. Нас ќе ни овозможни повеќе пари за проекти за развој на топловодна мрежа која што сега ја превзема градот. Значи тоа се постапки кои што ќе ни, и тоа ме радува што централната власт навистина го прифаќа, може да премиерот бидејќи бил градоначалник па знае што значи собирање на средства. И ме радува што се дава, нели порано беше општината узурпирана. Кажува и што ќе се гради, како ќе се гради од централната власт. Ајде чули. Да, сигурно не, јас коментарот ми беше во делот на финансирањето, и не ги знам точните бројки, знам дека доста големи суми одат за поддршка на спортски клубови. Има една анализа која е правена на национално ниво, дека неколку милиони евра секоја година се одливаат од општинските пари на се вели граѓанскиот сектор, ама таму влегуваат и спортски клубови, не знам, Црвениот крст и така натаму. И за жал, тие пари, кои се јавни пари, кои се пари од граѓаните, едноставно не се гледаат каде одат, има многу ниско ниво на транспарентност. Па сега јас по бројките кои ги имам, 2 години општина Центар финансира спортски клуб и не знам точно кој е, работнички или не знам кој е. Ама, кога ќе ги соберам тие средства, тоа е половина од целиот национален план за чист воздух, кој бил избоксиран на некој начин во Министерството национален план за чист воздух. И сега ме фрапира тоа, бидејќи со бројките, ако погледнеме, планот за чист воздух е некаде помалку од 2 милиона евра и треба да влие на оние баш проблеми во сите општини од државата и не може да работи на се, апсолутно. А тука имаме и општини кои можат да си дозволат, затоа што за мене мислам дека кога прашање на немаме чист воздух, а да даваме пари, не знам за како што беше коментарот, немаме за лепа купуваме чоколадо, и сега тоа јас го гледам дека ми е исто. Дека ние немаме воздух да дишеме, а имаме пари, еве јас како граѓанин од мојот буџет, од мојот данок или како и да е од данокот на имот, отишле пари за спортски клуб. И сега мене ми е тоа, јас имам несогласување со тоа. Ајде нека одговори. Така што мислам дека треба да малку потранспарентно и повеќе во соработка со граѓаните. Не знам кој е интересот исто, например, на граѓаните да учествуваат во буџетирањето, кое се случува сега во септември, октомври, треба да се консултираат програмите, треба да се спремат буџетите за во ноември да се подготви циркуларот, како што Добро, јас сега ќе има ли јавна дебата за да, значи ние првата година имаше и буџетски форуми, имаше и средби по урбани заедници, од лани воведовме и предлози кои што ќе се доставуваат по сите можни алатки за комуникација. Оваа година ќе идеме уште чекор повеќе, ќе трае отприлика месец и пол, можда и 2. И ќе ги пренасочите ли парите до средствата? Да, ние почнавме да намалуваме, значи, не знам, од одредена сума смалено и намалено се намалува. Знаете што е целата работа, што вие кога превземате одредена, еве кажам, општина Центар, политика, не можете одеднаш да ставите рез. Еве, например, ние сме, јас кога дојдов, превземав обврски кредити, судски пресуди и сега како, например, тоа и граѓаните и не треба да го разбираат, дека ние сме имали 2,5 милиона евра судски пресуди кои што се влечеле 5-6 години.
Да, ние на крајот сме ги изменаџирали, тие пари сме ги вратили, повторно сме ги вложиле. Али во тој момент едноставно ви го крати од делот кој што го имате како финансии, ви го крати и ви вика ви остануваат уште толку средства и се вие што попрво да направите. Затоа кажав и на почетокот дека сега е многу подобра крвната слика од општина, тоест ние сме општина која што Финансиската слика, а крвната слика зборам финансиска, да, говориме така за да кажам. загадувањето, тогаш Така би да било оваа алармантно. година, односно Да. овие месеци каде што кажа Треба да се подготви. Чолуш, да ќе бидат отворени сите дебати, дискусии, форуми, ние веќе имаме започнат неколку такви И главниот постапки. збор предпоставам Да. треба да го имаат граѓаните, невладините. Ќе учествуваат со Да. конкретни Да. проекти, програми во кои што ќе можат да Прегласите даваат и решенијата и да нормално бидат ќе се прифатени. зголеми повеќе соработката со невладиниот сектор, односно здруженијата кои што се бават со оваа, но и со други проблематики. Добро, јас благодарам што бевте гости. Ти благодарам на поканата, задоволство ни беше. Добро.